Добар ден, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Со што ја задолжил Еролд Муслиу власта на СДС и ДУИ? За владата да му наложи на Националниот координатор за борба со тероризам да склучи меморандум со конзорциумот составен од невладени организации на сопругите на директорот на Агенцијата за разузнавање Еролд Муслиу и на вице-премиерот Фатмир Битичи, а со цел истите да можат да го земат грантот од 620.000 евра. Добивањето на грант од 620.000 евра на невладени организации на сопругата на Еролд Муслиу е можно само заради одлуката на владата да се потпише меморандумот. Доколку владата не дозволела, до грантот за сопругата на Муслиу немало да дојде. Потенцираме. Потпишувањето на меморандумот е основа за доделување на грантот од 620.000 евра на невладината организација на сопругата на директорот на Агенцијата за разузнавање. Инаку, меморандумот има забрана за објавување во јавноста од страна на владата и тој е недостапен за јавноста. Претпоставувате зошто? Фактите и доказите покажуваат директна поврзаност меѓу невладините организации и функционерите и се основа за постапка за трговија на влијание. Еве нека каже Еролд Муслиу каде во светот и во НАТО земјите има пример каде сопругата на директорот на разузнавачка служба добива странски грантови на теми поврзани со тероризам кои се предмет на работа на службите за безбедност, односно се во директна поврзаност. Од тука се поставуваат две прашања. Прво, со што директорот на Агенцијата за разузнавање Еролд Муслиу ја задолжи владата да му наложи на Националниот координатор да склучи меморандум со конзорциумот на невладени организации, во која е главна неговата сопруга. И внимавајте, истото да го забрани за објавување. И второ, знае ли владата како се искористени парите од грантот? Наменски или завршиле во џебовите на тие што извршиле трговија со влијание? Ја повикуваме вице-премиерката за добро владење во владата да излезе со став за наведениот случај, во кој е очигледна трговија со влијание од страна на високи функционери со цел остварување на материјална корист. Го повикуваме и премиерот Ковачевски да излезе во јавност и да каже со што е задолжен за да им удоволува на барањата на Муслиу и на Битичи. Почитувани, никогаш не било полошо. Мораме да ги поразиме. Ви благодарам на вниманието. Да, повелете. Па токму денешниот прес е во таа насока, погледнете го, преслушајте го уште еднаш и ќе видите дали истиот треба да добие извинување. Мислам дека директорот на Агенцијата за разузнавање е тој што треба да дава одговори и од сега и во иднина. Благодарам.